Температура, кашлица, отежнато дишење, губење мирис и вкус, но и контакт со сомнителен или веќе утврден случај на COVID-19. Ова се работите кои се повторуваат во изминатите 9 месеци додека трае пандемијата со коронавирусот, кога се работи за симптомите и начинот на трансмисија на истиот. Но ова е најголемата причина заради која веднаш треба да се консултирате со вашиот матичен лекар. Веќе долго време се повторуваат протоколите кои се применуваат за справување со епидемијата, а примарна треба да биде телефонската консултација со матичниот лекар, кој потоа ќе го упати пациентот за следните чекори. Лекарот по општа медицина доктор Тимосије Јовановски со постапно објаснување за процедурата. Задолжително да се јават кај својот матичен доктор прво пред да се упатат кон неговата амбуланта. По извршеното интервју и анамнестички податоци, докторот проценува дали пациентот воопшто треба да се тестира за COVID. И откако тоа ќе се утврди, докторот според состојбата здравствена општа на пациентот, според протоколите воведени од Министерството за здравство, преку порталот на Мој термин, ги класифицира пациентите во 3 групи на ризик, низок, среден и висок, и според тоа се приоритизира брзината за тестирање на истите пациенти. И така се закажува прегледот. И понатаму докторот одлучува како овие пациенти ќе ги менаџира, односно како ќе се лечат. Во најголем број од случаите, лечењето започнува, но и завршува со симптоматска терапија, вели доктор Јовановски. Значи, антипиретици, витамини, одмор и хидрација. И во најголем број од случаевите, тоа е единствената терапија што е потребна во текот на целото лечење. Понекогаш, за доуточнување на диагнозата, затоа што имаме некои преклопувачки симптоми на COVID со други заболувања, докторот може да одлучи да направи прво некои анализи. Дали се тоа лабораториски, дали се рентгенолошки или било какви, или пак да го повика пациентот на дополнителен преглед во неговата амбуланта. Морам да нагласам дека сите пациенти со COVID немаат потреба од де факто физикален преглед. Единствено се прегледуваат тие пациенти каде што докторот, според медицината заснована на докази, ќе процени дека прегледот ќе помогне во неговото лекување. Што значи тоа? Ако прегледот, физикалниот преглед и посетата на пациентот во амбулантата го промени на некој начин начинот на лекување, на упатување со цел подобар исход за пациентот, тогаш тој преглед и таа диагностичка процедура или лабораториска анализа ќе се оствари. Матичните лекари секојдневно ја следат состојбата на утврдените случаи со COVID-19. Доколку лекарот процени дека на пациентот состојбата му е влошена и е потребен дополнителен третман, се консултира со дежурен инфектолог и се креира план за понатамошно лекување, дополнителни анализи или доколку е потребно и хоспитализација, која се извршува преку итната помош со претходна најава, што ја координира исто така матичниот лекар.